Мирен и добро спроведен втор круг од председателските избори, но забележано семејно гласање и подкуп на гласачи во Штип и Струмица. Ова е оценката од терен на меѓународните наблюдувачи. Во извештајот се наведени два случаи на купување гласови, а до мисијата на ОПСЕ ОДИХР обвинувања за изборни нерегуларности и политички притисоци пристигнали од опозицијската ВМРО ДПМН. Очекуваат МВР да ги испита сите сомнежи за прекршување на избирачкото право. Меѓутоа, покрај овие обвинувања што ни беа предоđени и нашата мисија можеше да лично да воочи купување гласови. Can indeed confirm Навистина можам да потврдам дека се случуваше семејно гласање и тоа е споменато во нашиот извештај. Не, простете, не можам сега да го потврдам тоа. Како и во првиот круг, има загриженост околу законската рамка и натаму не е одговорено на претходно евидентираните регулаторни недоследности околу прашањето како водење кампања, медиумско рекламирање, финансирање на кампањата и регистрација на гласачите. Проблеми кои што се појавуваат одново и одново во изборниот процес остануваат неразрешени. Особено потребата да се спроведе целосна реформа на изборниот законник. Транспарентноста на финансирањето беше намалена преку нецелосното поднесување извештај. Со задоволство можам да кажам дека денот на изборите беше уреден, а клучните процедури генерално се следеа на транспарентен начин. Меѓународната мисија за наблюдување на изборите во вториот круг располагаше со околу 170 наблюдувачи од 32 земји.